колегата координатор Митовски имаше формален дел, јас ке се обидам да имам себе формален дел. Почитувани делчевчани и делчевчанки, браќа и сестри. Денеска денот го поминав во Делчево во целост и регионот. Благодарејќи на добрата организација, посетив места за кои што сум слушала и оние за кои што никогаш не сум ја чула. А зошто? Зашто не сум слушнала за места кои што се во мојот роден крај. Заради нашата забранета приказна. Ние живееме наша забранета приказна со децени и со векови. И време е да ја раскажеме нашата приказна со нашите усти. Секогаш кога помислувам на Гоце Делчев, првото нешто кое што ме поттикнува да размислувам е неговата најзначајна мисла. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Тоа е една реченица која е кажана пред повеќе од 120 години и која ниту тогаш, за жал, ниту денес многумина не може да ја разберат. Тоа е најмоćниот доказ колку Гоце Делчев бил пред времето во кое живеел и действувал. И практично низ премрежјата на неговиот живот како да се исцртува историјата на Македонија и македонскиот народ и до ден денешен. И по 121 година од неговата погибија, ние се уште талкаме по вистината кој го предаде Гоце Делчев. И дали тоа предавство значеше и предавање на неговите идеали? И дали таквите предавства продолжија? Живееме во време во кое многумина се трудат да го оспорат идентитетот на Гоце Делчев, односно да ја прекројат историјата и да го променат минатото. И во таа наводничава хистерија, како никој да не се потруди да го погледа тоа што го представувал и представува Гоце Делчев, и како низ неговиот копнеж за создавање на независна македонска држава, тој многу прагматично талкал низ сите предизвици на неговиот живот и македонскиот непокор, кој денес тлее по секој од нас. Гоце Делчев зборувал неколку јазици, комуницирал со мноштво македонски револуционери и странски дипломати, соработувал со срби, албанци, грци, бугари, ерменци, евреи, власи, па дури и со турци, затоа што тој ја ценел индивидуалната слобода и карактеристиките на секој поединец, а не колективните политики на негирање на тоа што представувало неговата и борбата на македонскиот народ, на нас. Убедена сум дека треба да се запрашаме дали доволно направивме за наследството кое ни го остави првиот меѓу еднаквите, еден од нехрабрите, интелектуално најмоćните, а истовремено еден од најскромните синови на Македонија. Оној кој беше и учител и автор на уставот на тајната македонска удринска револуционарна организација од 1896 година и делегат и основач на Четничкиот институт и ревизор на четите на организацијата, како и член на задграничното представништво. Вистината е некаде на средина, дека Гоце Делчев е почитуван, но не доволно. Дека тој е присутен во општеството и науката денеска, но не доволно. Меѓутоа, искрено, најголемиот споменик кој што македонското општество му го има изградено на Гоце Делчев е именувањето на овој град, кој несомнено со пиетет го носи името на македонскиот великан. Здраво живо, Делчево! Затоа што Македонија ќе биде жива додека е жив и последниот македонец. Идеалите на Гоце Делчев ќе живеат се додека постои макар и еден човек кој го сака искрено и со се срце ова парче земја. Од тука ние, за жал, не можеме да му се обратиме на Гоце Делчев да ни посочи каде се погрешивме на патот на градењето на современата македонска држава. Но можеме да ја погледнеме на Македонија, да се соочиме со македонското општество, идеалите на Гоце Делчев и да си покажеме прво себе си, а потоа на регионот и на сето она што не обкружува, дека како и Гоце Делчев пред повеќе од едно столетие, така и ние денес го гледаме и го разбираме светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Поле во фигуративна смисла во кој ќе се почитуваат различностите и уживањето на правата и врските би биле на вистина еднакви за сите. Како конечно окончување на ерата во која Македонија беше само објект во комбинаториките на субјектите.
И само со искрена љубов и почит кон нашите великани, а воедно и нашите предци, можеме да се чувствуваме горди и да ја направиме Македонија повторно горда. Почитувани, професорката Гордана Стилјановска-Давкова започнува плејада на своји говори велики дека ова е своевиден Илинден. Јас велам дека секоја генерација има своја битка за Македонија. И ова е наша битка за Македонија. Тука се ветераните и на оние кои што им даваме почит од 90-тите, кои што ја градеа независна суверена. Тука е унијата на жени, унијата на млади сили. Браќа и сестри, тука сме сите ние. Говориме гласно, кога што го веравме во првиот круг на изборите за председател. На 8, сите заедно, обединети, Македонија е жива. Ние сме